Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски во телевизиско гостување истакна дека сметот представува грда слика за самите граѓани, но и за туристите кои го посетуваат центарот на градот. Тој најави и кривични пријави против комунална хигиена. Вели дека е недозволиво во денешно време да се зборува за несобирање на сметот во општините и дека колатерална штета се граѓаните кои плаќаат за таа услуга. Ова е навистина крајно сериозно. Недозволиво е ова во 21 век. Со години наназад правиме притисок, апелираме до јавното комунално предпријатие, а редовно да го чисти сметот. Граѓаните се колатерална штета плаќаат за таа услуга. Преку сметката за водовод плаќаме и за управување со сметот. Недозволиво е градот, односно комуналното предпријатие, да не ги завршува своите работи на време. Доаѓаат топли денови, летен период, се шират зарази и јас како градоначалник и мојот тим отпочнуваме со порадикални мерки. Подготвуваме кривични пријави до комуналното предпријатие по неколку члена за заштита на животната средина и дополнително бараме законски измени во тој домен, истакна Герасимовски. Градоначалникот објасни дека општината има 110 хигиеничари кои се постојано на терен, но доколку градот Скопје не си ја завршува својата работа и остава преполни контейнери, каде што кучињата скитници го разнесуваат ѓубрето по улиците, се прави огромна штета. Поттикнати од мотото "Заедно сме, се грижиме со срце и одговорност", градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски и магистар Катерина Димова од Сдруженијето Невроклиник вчера потпишаа договор за меѓусебна соработка. Од тука општина Карпош и Сдруженијето за здрав раст и развој на деца, адолесценти и возрастни Невроклиник ќе работат заедно на воспоставување на дневен престој за лица со посебни потреби, споделија денес од општина Карпош. Како што велат, станува збор за проект кој се реализира во рамки на програмата за подобрување на социјалните услуги, а истиот е поддржан од Министерството за социјална политика, демографија и млади на Република Македонија и Светска банка. Дневниот центар нуди инклузивно и функционално опкружување каде што лицата со попреченост ќе добијат стручна грижа, психосоцијална поддршка, социјализација и развој на животни вештини. Оваа иницијатива представува вистински исчекор кон едно хумано општество, кое ги препознава и воедно одговара на потребите на граѓаните од сите социјални категории, потенцираат од општина Карпош. Општина Центар информира дека во тек се интервјуата со студентите и апсолвентите кои се пријавија на јавниот повик за практиканство во општинската администрација. Градоначалникот Горан Герасимовски потенцира дека одзивот бил голем, што потврдува дека младите гледаат вредност и можност за развој преку институционално искуство. Среќен сум што младите изразија желба и аплицираат за практиканство во општината. Преку ова искуство, студентите ќе се запознаат со сите процеси на управување и носење одлуки. Вложуваме во квалитетен кадар кој уште од студентските денови ќе ја разбере важноста на јавниот сектор и ќе биде подготвен да придонесе за подобар центар. Во моментов се спроведуваат интервјуата со сите кандидати, а по завршувањето ќе бидат избрани 8 практиканти кои во следните 6 месеци ќе имаат можност да се стекнат со практично искуство во секторите на општината. Нивниот труд ќе се вреднува со месечен надоместок од 15.000 денари. Со нетрпение чекам да станат мои колеги и заеднички да го подобруваме центар, истакна Герасимовски. Утрово градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски преку социјалните мрежи сподели фотографии на кои можат да се воочат мини депонии. Тој на социјалните мрежи истакна дека општинските екипи секојдневно на терен се бореле со расчистување на хаосот оставен од, како што вели, нефункционалноста на комуналната хигиена Скопје. Нередовното и задоцнето собирање на комуналниот отпад од куќите се прелева во контејнерите. Делуваме со сопствени средства за да ги расчистиме ѓубриштата кои не се подигаат од страна на надежните, истакна Стојковски. Вчера во просториите на Општинското основно училиште Јан Амос Коменски, највозрастните граѓани на општина Карпош се здобија со сертификати за дигитална писменост, споделија од општината преку Facebook објава. По 12 недели бесплатните обуки кои ги спроведе аутосорсинг компанијата Task по старите карпошани, научија како да го користат компјутерот како средство за побрзо и навремено плаќање пред се на сметките и користење на интернетот. Исто така, тие се стекнаа со практични вештини за примена на паметните телефони, како и користење на услугите какви што се електронското банкарство и социјалните мрежи, Facebook, Instagram и така натаму.
Во објавата појаснуваа дека оваа иницијатива се реализирала преку годишната програма на локалната самоуправа за еднакви можности меѓу жените и мажите, за која општината од својот буџет одвои 600.000 денари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно